За дипломатијата со Никовски. Главна тема на денешната емисија ќе биде посетата на Ахмети и делегацијата на ДУИ на Атина. Веќе подолго време имаме еден дуализам во функциите државата, кога било лидерот на ДУИ, кој е дел од коалицијата на владата, нели така, или негови министри, или заедно со негови министри, одат во посета на Атина, одат во посета на Брисел и создават една какафонија во она што нашите, да ги речеме, партнери или представници на соседни или други држави на Европската Унија слушаат од едно од устите на представниците на ДУИ, а друго од нашите државни функционери. Така да оваа ситуација не е одржлива. Можеме да кажеме дека сега за прв пат имаме реакција на владата. До сега тоа се толерираше без ништо да се каже. Сега напред мал исчекор, меѓутоа по моје длабоко верување недоволен. Затоа можеме да констатираме дека грчко-албанските односи со Македонија, значи со нашата земја, одлично се одвиваат. Во последниве 3-4 години имавме посети на разни министри во владата на Република Македонија, кои се членови на ДУИ. Тоа беше случајот со Теута Арифи, со Бесими, со Талат Джафери и неколку пати на Ахмети, кои не е дел од коалицијата, додат во Атина да имаат средба со нивните домакини, нели така, и од тие средби да нема ништо, да не се чуе ништо и да не се знае ништо. И досега беше факт дека тие средби се на иницијатива на ДУИ и дека за тоа во владата немаат никаков поим што се случува, ни со каква агенда одат. Овој пат, велам, дојде до една мала експлозија и фала му на Господ што дојде до тоа, бидејќи толеранцијата која до сега се покажуваше беше неприфатлива и, како сите овие посети, штетата на државата се премолчуваше и не се ставаше на маса. Кога имаме дел од една коалиција да оди во посета на земја со која имаме непремослив проблем, земја е носител на негација на македонскиот народ, со земја која се обидува да докаже дека ние како народ не постоиме, дека немаме свој јазик, дека немаме ништо, ни своја историја, туку сме од некаде некоја измислица, било на Тито или на Коминтерната. Значи, во таква прилика, ви имате дел од коалицијата кој оди тамо, им се поклонува и изборува работи за кои не знаеме. Во таква ситуација, кога некој оди во Грција и од опозицијата, дури и некоја, да речем, невладина организација, кој оди во некоја посета на Грција по било која линија, нормално би било, одговорно би било, а и логично ако сакате, да оди во нашето министерство, да се консултира, да види кои се нашите приоритети кои може да ги знаат и да не ги знаат од медиумите и слично, и да понесе некоја порака, да понесе некој став, и тие самите заземе некој став, да знаат што на што сме и на какво сме. Овој пат нашата влада јавно изјави дека делегацијата на ДУИ оди без никакви консултации во владата, било во Министерството на външни работи, значи на своја рака, а истовремено лидерот на ДУИ изјавува дека тие одат да работат на решавање на проблемот со името и изјавуваат дури дека тие искрено работат на тоа решение, дека ќе ги пренесат пораките кои ги добиле во Грција, во земјава, и дека нивниот интерес е да се надмине проблемот со името. Па ви се молам, ако е тоа точно, ако сакаме да им веруваме, што треба тие прво да направат? Прво треба да додат во нашето министерство, не мора Ахмети, може да оди било кој од неговите соработници, да разговара на таа тема, да ги види тие работи кои претходно ги спомнавме, да ги испита нашите позиции, да не забораваме дека пред неполн месец дена имавме посета нашиот министер за външни работи на Атина и дека само во рамките на
таа структура која веќе поставена, изградена и реална, може се одиče кон напред. Тие сето тоа го игнорираат, одат самостојно и сака да кажат дека се конструктивен дел на нашата надворешна политика. Ништо тоа нема, да знаете. Ова што го прави ДУИ е рушење на државата, дуализам на државата и де факто, признали тоа ние или не, Ахмети во Атина изиграва како представник на некој незамислив и нереален и никогаш недостижен федерален дел на државата. Со други зборови, тој сака да каже дека албанскиот фактор е дел од некаква државна структура, поточно неунитарна државна структура, значи федерална државна структура и тие се обидуваат да постигнат некои цели кои апсолутно немаат никаква врска со интересите на оваа држава. Да посетиме дека овие дипломатски активности на ДУИ започнаа пред прилike 2 и нешто години и првата таа посета беше на иницијатива на Стейт департментот, ако не се лажам, на претходниот американски амбасадор во Скопје Рикер, кога Ахмеди со негова делегација отиде во Вашингтон и потоа следува негови посети на Атина, на Софија, да не забораваме, на Тирана, исто така тоа се прави често и редовно. Значи, можеме да претпоставиме, немаме докази, нити можеме да имаме докази, бидејќи тоа се прави на многу дискретен начин, дека сето тоа е во режија на Соединетите американски држави. Дека тоа е точно, имаме еден доказ, кога Ахмети изјавува дека сега е моментот, кога имаме преодна влада, дека сега е моментот да се реши проблемот со името. Тоа е апсолутно американската тенденција. Ние сме зборували тука и да повториме дека Кери неодамна беше во Атина, доживеа неуспех, неговите напори да сега покаже некаква толеранција и некаков мал компромис или спремно за компромис Грција, за да Македонија се присили да капитулира кога е во најлоша ситуација, кога е во криза и кога е најслаба. Со други зборови, значи, можеме слободно да кажеме дека оваа иницијатива на Ахмети коинцидира апсолутно со американските напори и тие имаат единствена цел Македонија да капитулира, се прекраси државата, да се разнебити народот и да се создаде некое ново ткиво во Македонија, која ќе биде не така некаква политичка нација или слично, која нема да има врска со македонизмот. И знаете, ова уште не е најстрашното. Најстрашното е кога делегацијата на Ахмети, односно на ДУИ, оди во Брисел. Во Брисел тој ги носеше исто така, мисли дека Бесими беше со него, сега се и Бесими и Џафери, двајцата подпредседатели на владата во Атина, кога тој оди со подпредседателот на владата кој е надлежен за евроинтеграциите на оваа држава, он го носи во својата делегација во Брисел, во рамките на Европската унија, се среќаваат со личности, врвни личности, меѓу кои и комесари, директори и слично, и главната тема, главниот збор го има, нели така, лидерот на делегацијата, а тоа е Ахмети. Зад него седи Бесими, кој е носител на политиките на државата према Брисел, и тој слуша. Биете уверени дека тоа што го кажува Ахмети не кореспондира можеби ни 50%, да не кажеме 30%, со тоа што која оди во својство на представник на владата го зборува Бесими. И сега замислете се, ставите се во кондурите, во чевлите на слушателот, односно на представникот на Европската унија. Сега го имаме Бесими како втори, трет човек на делегацијата, заедно со Ахмети, кој зборува едно, Бесими пред месец ден или после месец ден ќе зборува нешто друго. И каков став ќе имаат тие према наша држава? Што ќе мислат? И што политика ќе спроведуваат према наша држава? Ќе знаат дека сме некаква какафонија и ќе си прават што сакаат, како и што до сега што го прават. Значи се работи за еден дуализам, се работи за развивање на грчко-албанските односи со Македонија, што е недозволиво, и се работи за рушење на углед на земјата, и се работи за активности кои немаат никаква врска со основниот интерес на оваа земја, односно со желбата да се реши проблемот со името. Со ова само се десеткува, се
хендикепира нашата позиција во спорот и после овие вакви напори и шчекори можеме да очекуваме само уште полош однос према нашата земја, како би рекле, помала спремност за било каква толеранција и за некој разбирање за нашите аспирации кои се универзални и неспорни, бидејќи гледаат дека тука се случуваат работи кои се недозволиви во било која сериозна држава и дека врз таа основа тие може да градат своји политики кои ќе бидат од една или друга страна прифаќани и ќе се подкопува реалната позиција на македонскиот народ и македонскиот фактор во државата за изнаоѓање на вистина функционално решение кое нема да доведе до прекрстување на државата и разнемитување на македонскиот народ. Зборувајќи за посетата на делегацијата на ДУИ на Атина, мораме и таа посета да ја ставиме да биден поширок контекст. Тие посети кои во својата дипломатска, така наречена, иницијатива ги реализира ДУИ, се однесуваат на земји со кои нашата земја има проблеми, односно нашата држава има проблеми. Тоа е пред се Грција, тука беше Бугарија, тука беше Албанија, тука беше Брисел на некој начин, каде се уште имаме така блокада, уцена и ултиматум нашата држава. Беше во Вашингтон, сме повторили тука повеќе пат да кажем и сега, дека главен носител на сите наши голготи, на сите наши непризнавања, блокади, уцени е Вашингтон. Да не беше така, Македонија ќе беше веќе членка на НАТО, Македонија веќе беше сигурно на полпат, ако не цел пат, во своите обиди да влезе и зачини во Европската Унија. Меѓутоа, тие проблеми не дозволуваат да Македонија напредува како што е, бидејќи интересите, американските интереси, регионални, не се поклопуваат со нашите. Доколку во своите, да ги наречеме, дипломатски офанзиви, ДУИ ги вклучеше и една Чешка, една Австрија, една Велика Британија, ќе можете да гледате на некој поширок аспект. Веќе рековме дека тие посети кои се пред се партиски не кореспондираат со интересите на државата, бидејќи не се реализираат во земјите кои ги посетуваат на партиско ниво. Туку се реализираат во овие соседни земји на државно ниво. Партиите кои одат во посети, не одат во посета на државни, туку одат во посета на своји реципрочни партии со кои се работуваат. И веројатно и нашите слушатели, гледачи виделе и се гледале во медиумите дека во реакцијата на нашето министерство беше дека македонската влада не е инволвирана во оваа посета, бидејќи се работи за партиска посета, нели така, дека државата, односно владата не се консултирани, дека нашиот амбасадор во Атина нема да присуствува на тие разговори, значи се дистанцира нашата влада и нашето МНР од оваа посета и ја нарече партиска. Ама видите, таа партиска посета се реализира со државен орган, што не е вообичаено, што е нешто ретко и скоро непостоечко во светски причини, во светски размери, така да тоа само му дава еден додатен поглед, еден додатен аспект на сите овие иницијативи и реков, тие се реализираат во земји со кои нашата држава има проблеми или, нели така, на некој начин има нагласени интереси кои не се реализираат. Да бидеме сосема прецизни до крај. Да не беше тоа случајот, немаше да ни се случува, да не беше таква ситуацијата, да немаше да ни се случува да Ахмети биде примен во Софија, например, од премиерот на државата. Ќе примеше некоја партија и слично, која може да биде и партијата на премиерот, нели така? Меѓутоа, тоа ќе беше надвор од седишето на владата, ќе беше со друга конотација и со други аспекти и други поенти. Се случува истото во Анкара, истото се случува во Тирана, што веќе и некоја друга димензија. Значи, тоа му кажува еден прикриен аспект на сите овие, да ги наречеме во наводници, дипломатски активности на Ахмети и не може се замисли тој дојде во една Франција или било каде да го примат министер за дворешни работи или да го прима некој друг висок државен функционер.
оспе во Америка, а американско-албанските односи, велам, со албанците во целина, не само со ДУИ, со Тирана, туку со сите се, на една по друга основа, Косово, 2001 година и слично има тока една друга димензија и други корени. Велам, меѓутоа, тие се нереални, необјективни, не секојдневни и покажуваат само додатни аспирации кои има за цел да ја заослабат нашата преговарачка позиција околу името на државата и идентитетот на народот, да ја подкопат нашата позиција во однос на НАТО и ЕУ, иако цело време дуи најавува и повторува дека нивната цел е да ги забрзат интеграциите на државата во НАТО и ЕУ. Тоа е легитимно право, меѓутоа тоа не се реализира на овој начин и во никој случај не е оваа форма која треба да се применува кога еден сериозен фактор политички во државата, дел од коалицијата, оди кај нашите да нечам душмани, оди со собствени со своји сили, од кои дел се од владата дури, без да се консултира и без да има некаква заедничка платформа, некој заеднички договор, некаква заедничка порака, ако сакате, на грчкиот или било кој друг партнер. Не треба да се има сомневање дека оваа посета се реализира и во светло на една предизборна активност на ДУИ, бидејќи изборите набрзо доаѓаат, ДУИ многу често го нагласува фактот дека тие се проевропски ориентирани, дека тие сакаат брзо членување во НАТО и ЕУ, и во тоа има некоја логика, меѓутоа да не забораваме дека во нашава држава нема разлика меѓу албанците и македонците во однос на тие евроатлантски интеграции. Процентот на луѓето кои го поддржуваат тоа е огромен, дури би рекол од страна на македонците несоодветен на реалните политики кои Брисел ги води према државата, кога игнорира народ, кога игнорира име, кога игнорира нација, кога игнорира јазик, никаде не го користат македонскиот јазик, го бришат, или македонскиот народ во сите нивни извештаи и слично. Така да тоа се ситуации кои покажуваат скриени намери, кои покажуваат дека се работи за нешто друго од она што јавно кажано, дека за тоа има други сили кои се заинтересирани за такви политики на партијата ДУИ. Реков дека нивните иницијативи секако дека имаат и предизборен карактер, да на некој начин ја валоризираат улогата и да го потврдат тоа што ДУИ гласно го заговара кај електоратот за побрзо интегрирање во НАТО и ЕУ. Меѓутоа, тука мора да нагласиме дека има една дискрепанца, што би рекле, една разлика, не сум сигурен дека зборот дискрепанца може да се користи во нашиот јазик, значи една разлика во вистинските намери и желби на раководството на ДУИ и во реалните аспирации на народот. Мораме да бидеме свесни дека кај добар дел од албанците идејата да се влезе во ЕУ е малку дискутабилна, НАТО е нешто друго, иако сличностите се големи. Знаете, не треба да забораваме дека во добар дел во регионите кај што живеат албанците, правото не функционира на начин на кој би требало тоа да биде. Значи, се негира некој начин правниот карактер на државата. Се зборува, немаме реални податоци, меѓутоа не е спорно дека тоа е така, само прашање до кој ниво, дека плаќањето на даноците во деловите кај што доминанти албанците не е на соодветно ниво, зборува дека има многу нерегистрирани коли таму и слично, така да има едно игнорирање на правниот карактер на државата и има доста криминал, да се разбереме. Со други зборови, ако Македонија влезе и започне преговори со НАТО, односно со ЕУ поготово, ќе се променат тие односи и владењето на правото ќе биде нешто недискутабилно. Вие знаете дека помина многу години додека она масовно гласање од страна на албанскиот електорат, кога еден член на фамилијата гласаше за 10 души од семејството, полека се променува. Јас немам податоци до кај е стигнато таа трансформација, меѓутоа очигледно е постигнат одеден успех, бидејќи тоа е нешто незамисливо во светот. Еден да гласа за во име на 10 луѓе од семејството. Нека бидат сите истомисленици, меѓутоа секој треба да даде сам својот глас. Така да
та, да речем, трансформација на државата, таа прилагодување на овие европски стандарди и нивоа не оди многу брзо, нити е реално да се очекува многу брзо да оди. Сепак тој процес е многу по-спор и позабавен кај делот кај што живеат, кај се концентрираат албанците, и дека со членството во ЕУ нели, тоа ќе потрае, ќе треба доста време да помине, меѓутоа со самото за отварање на преговорите на сите разни поглавија, многу работи ќе ставаат на неправо место и тоа ќе загрози многу граѓани на оваа држава. Меѓу другото, да бидеме свесни дека тоаш ќе биде забрането приватно варење на ракија, додека не се регистрира фирма. А кој во Македонија ќе биде спремен да регистрира фирма за да вари ракија, тоа е друго прашање и веројатно и самото тоа ќе биде многу тешко во една целосна реализација. Слични проблеми имаше Бугарија и веројатно и други земји. Меѓутоа кај нас ќе биде потешко заради нивото на вкупниот економски развој, кога стандардот е низок и кога сите тие додатни работи кои на некој начин се полулегални, овозможуваат да се дополни домашниот буџет, да се живее поарно отколку што така овозможуваат реалните редовните примања, и тоа е од една сива економија против која Европа сериозно се бори со поголеми или помали резултати, така да се заедно сите тие аспирации кои ги афирмира и за кои се залага и до кои држи раководството на ДУИ, па ако сакате и нашето државно раководство и владата, во себе кријате одредени пречки, одредени колебања, одредени недоречености кои помалку или повеќе ќе дојдат до израз во еден момент кога тие наши евроатлански интеграции ќе бидат забрзани. Тој процес нема да оди брзо, тоа е ќе на сите не јасно. Сегашниот премиер, да го наречеме Јункер, на Европската комисија, која е неформална европска влада, рече дека до 2020 година нема проширување на Унијата, тоа е веќе нешто неприкосновено. Овие што се веќе на пат одеден да со преговорите како што се Србија и Црна Гора, ќе им треба сигурно уште повеќе години, ќе надминат 2020 година додека ги завршат тие преговори. Ако Македонија ги започне било кога, ќе треба сигурно 4-5 години, така да тие 2020 година е еден датум, една рамка која е реална сега, која сигурно ќе се продолжи. Меѓутоа да не забораваме дека има многу и тој истакнати и ценети аналитичари, политичари кои зборуваат дека не брзајте, ни после 20-та нема да има проширување на Европската Унија. Јас во тоа не верувам. Мислам дека ќе има проширување, тие ќе бидат многу прорестриктивни. Европската Унија не е тоа што беше и ќе доживува уште нови трансформации, али меѓутоа таа ќе опстане. Има доста мислење дека и се ближи крајот на Европската Унија и на еврото, тоа не е точно. Јас сум апсолутно убеден дека тие две цивилизацијски достигнувања, Европската Унија и еврото, ќе опстанат и ќе се развиваат, иако може и во еден период кој ќе следи, ќе се намалува бројот на членките и на еврозоната и на Европската Унија, меѓутоа ќе следи проширување, интересот за нив ќе опстои и ќе биде реалност. Тие се, како што реков, историски достигнувања, бидејќи Европа, да не забораваме, беше на времето број еден во светот, главен водечки центар, индустријски, тука индустријската револуција, манифактурата тука почнуваше, беше доминантна во светската економија, меѓутоа по Втората светска војна особено, тој нејзин престиж падна, Америка се наменна како водечка сила и постојано имаме намалување на учеството на индустријското производство на Европа во светски услови. Тој процес ќе продолжи и доколку Европа не беше обединета како што е сега, бидете уверени дека позицијата на стариот континент ќе беше уште послаба и таа, за жал, мислејќи не ќе се релативизира и покрај еврото и покрај Европската Унија во период кој доаѓа, затоа што слепо се следи политиката на Соединените американски држави, се преземаат чекори кои се погубни за стариот континент, како што е случајот со Украина, кога Европа застана некритички зад американските позиции, кои
велам, водат сметка само за нивните интереси. Америка не сака да има конкуренција како единствен и доминантен светски хегемон, а единиот предизвик доаѓа од Москва и тие направија све за да ја ограничат Москва во нејзините амбиции да се таа ангажира во и околу Украина со цел да се минимизира нејзиното пошироко меѓународно учество, ангажман и слично. Да се вратиме на нашите проблеми со политиките кои ги води ДУИ и посетиве кои ги се реализираат во соседните и други земји, да заклучиме со апсолутна сигурност дека на истите мора да се стави крај. Македонската држава треба отворено, нејавно, меѓутоа отворено да го стави тоа на знаење и на грчката влада, дека начинот на кој се обидува да кореспондираат со Македонија преку албанците во земјава е неприфатлив, дека покажува не само неискреност, него покажува и подривање на стабилноста на земјата со пренагласено давање на значење на еден од политичките фактори во Македонија. Тоа се тие реалности со кои мораме да бидеме соочени, бидејќи додека молчиме, додека не реагираме соодветно на станите кои ни се случуваат, а тие во секој случај се координирани од единствен центар, имат една единствена намера да ја прекаса државата и да го разнебитат народот, а ние молчиме. Имаше повеќе посети на Ахмети во разни земји и во Брисел. Нашето министерство се држеше настрана, не реагираше, се правеше како да не забележува се случува. Сега реагираат задоснето, меѓутоа сепак е добро што реагираат, бидејќи велам толерирањето на одедена пракса која е погубна, која е неприфатлива и која води во негативна насока, мора да се критизира, мора да се осудува, бидејќи во спротивно тоа се враќа како бумеранг во лице и последиците се несогледиви. Резимирајќи ги заклучоците во врска со посетата на Ахмети и делегацијата на ДУИ на Атина, само да кажеме дека самиот факт дека нашето Министерство на надворешни работи, кое е единствено надлежно и одговорно за надворешната политика на нашата држава, немало поим дека таква делегација ќе оди во Атина и дека ќе разговара и околу името, кажува се. Значи, ова е нешто издвоено системот на државата, нешто што е анахроно, ако сакате, и тоа го потврдуваат, впрочем, и изјавите кои ги даде Ахмети по следбата во Атина. Тој вели дека регистрирал позитивен ветувачки однос или интерес, ако сакате, на Кодзијас према овој проблем и дека тој со оптимизам се враќа во нашата земја. И се молам да ја подсетам дека пред непол месец тамо беше Поповски, нашиот министер, и тој рече дека не треба да има никакви дилеми, дека меѓу двете страни има планини во односот према проблемот кој е главен меѓу двете држави. Има планини. А сега доаѓаме, пораката е дека има добра волја, спремност, заинтересираност. А во меѓувреме да посетим и тоа, дека Кодзијас веќе секојдневно зборува за некаков наш иредентизам. Нивниот председател рече дека ние крадеме историјата и слични, мислам, глупости кои не држат вода, а нашиот политичар вели дека ти има добра волја. Ако има некој добра волја, некоја дека сте вие убиец, каква е таа добра волја? Вистинска? Не постои таква добра волја. Меѓутоа да бидеме со едно начисто. Најопасно е во моментов залагањето за кое застана и ДУИ, овој проблем да се решава додека имаме привремена техничка и не знам каква влада. Ваков проблем не се решава кога државата е слаба и кога државата е во еден хаос, предизвикан повторно од истиот меѓународен фактор кој сега сака да наметне решение. Такво нешто е нереално, необјективно и има за цел само една единствена работа, а тоа е да ние капитулираме. За среќа, во Атина нема спремност за било какви маргинални отстапки, затоа посетата на
Кери, на Џон Кери, американскиот државен секретар на Атина, која беше пред колку месеци нешто дена, крајот на ноември, беше неуспешна, бидејќи Грција во дадениот момент нема никаков интерес да го се зафаќа со решавање на ова прашање, бидејќи што и да се направи, дори нивната црвена линија Ерга Омнес да прифатиме, тамо ќе има огромни реакции на екстремистите, не само Златна Зора и сличните, туку и меѓу многу граѓани на Северна Грција, од делот од Македонија, кои се 150 години воспитувани и образовани дека нема македонци, дека нема Македонија ништо надвор државата, и во дадените услови на криза, особено длабока, политичка, финансиска, социјална, каква сакате во државата, никој нормален нема се зафати и со ова прашање, од кое тие ништо не може да добијат, нити може да изгубат. Меѓутоа, може да изгубат во случај да прифатат нешто што за дел од народот е неприфатливо. Во дадената ситуација, тој статус кво останува, меѓутоа мораме да бидеме јасни дека интересот на Македонија, да го повториме и тоа, интересот на Македонија се бара решение, бидејќи додека нема некаков исчекор на тој план, нема да има ни напредок наш према евроатлантските интеграции. Бидејќи блокадата и уцената и ултиматумот, прво името потоа членство, не се грчки. Сите заклучоци, сите ставови дека нас Грција не блокира и дека има грчко вето за НАТО и ЕУ се неточни, извадени од ракав и манипулација за да се скрие улогата на другите. Ќе сме кажали, се ќе повториме, доколку Соединените американски држави сакаат Македонија да стане членка за НАТО, нека биде со референцата, тоа ќе се случи за 3, 6, ајде нека биде година дена. Нека биде 6 месеци, а нека биде година дена. Со НАТО доминираат и раководат Соединените американски држави. Една Грција, една Франција, една Британија или сите тие заедно не може да попречат било што ќе реши Вашингтон. Значи, тие вашингтонски изјави дека едвам не чекаат во НАТО се лага, манипулација, како би рекле, недоволна вистина, бидејќи тие не го кажуваат вториот дел од реченицата, дека тие стојат зад уцената првото потоа членство, а тоа значи дека ти поставува невозможен услов, а сака те прими. Значи, други збори, не сака те прими. Ако некој ти поставува невозможен услов, значи не сака те прими. Ако некој ти рече дојди на стадион или плати $1,000,000 влезница, нема дојдиш таму со $1,000,000. Нема да имаш да платиш. Значи он те вика, дојди добродошли, сега плати $1,000,000. Нема. Тоа кој може да го плати? Може да го плати Трамп и некој друг. Другите не може да го платат. Велам, мораме да гледаме работите од тој аспект, бидејќи во целина сликата е таква каква што е. За уцените, блокадите, условите и се што ни се поставува не доаѓаат од Атина, туку од Вашингтон, а преку Вашингтон и од Брисел. Да бидеме јасни, политиката на Брисел е прво името потоа членство, не на Грција. Грција не е таа што доминира и што управува со НАТО и со ЕУ. А тие од Брисел не велат прво името, потоа членство. И најмногу и најчесто ни го повторуваат тоа барање од Вашингтон. Сите нивни врвни гости од Нуланд до нивните амбасадори овде постојано ни зборуваат дека треба да се прекрстиме и дека им се отворат перспективите. Јас им благодарам на таквото партнерство, не ни треба воопшто. И на другото што го заговараат, значи тој преоден, да речам, период на уништување на македонскиот народ, формирање на политичка нација, која во никој случај не бидат македонци, туку ќе биде нешто друго. И пред некое време, пред можда 2-3 месеца веќе помина, кога имаше советување на нашите амбасадори во рамките на нашето Министерство на дворешни работи, беа присутни, беа поканети и министер на дворешни работи на Бугарија, Митев и на Албанија, Бушати. И во таа прилика се дрзна, се напреден страшен инцидент албанскиот министер, која рече дека во нашава држава живеат славо албанци. И да знаете, никој не им реагирал, никој не им скрал внимание дека не му скрал внимание дека провоцира на еден безобразен и недопустив начин. Сите си премолчале, таму бил нашиот министер, значи славо албанци. Така да таа
нова политичка нација или граѓанска нација, како наречуваат некои, нема да бидат македонци, значи ќе се и за тоа стоат тврсто американци, тоа Джейс Бейли, американскиот амбасадор, јасно ни го кажете, видите кои сте, какви се, што сте, значи ние сме некоја мовна маса, не знаеме што сме и како сме, а јас во мојата фамилија знаем, макар 200 години дека сме македонци. Значи таа е една паралелна игра, ќе ја прекрстуваме, ќе направиме една политичка нација, славо албанци или нешто слично, и на тој начин ќе се разреши овој проблем. За жал, кај нас тоа го поддржува јавно Стојан Андов и неговите либерали, кои во својата платформа, политичка платформа, имаат ставено дека треба да се гради политичка македонска нација. Не знам со кого залажуваат со тоа македонска нација. Нас или себе се залажуваат. Политичка македонска нација не може да има. Има македонска само етничка нација и може да биде нешто друго, некој хибрид, кој, како што го нарече Бушати, славо македонци или слично. А тоа значи дека факто крај на македонизмот и на историјата на македонскиот народ, која е вековна. Тоа не сме да го дозволиме, за тоа апсолутно стои Дуи и сите овие напори кои ги прават тие на меѓународен план, се во рамките на американските политики и во рамките на инструкциите кои тие ги добиваат од Вашингтон. Тоа далечинско управување кој е започнато со војната во 2001 година продолжува и нема никакви индикатори дека тука е нешто сменето. Тоа традиционално партнерство или како сакате соработка или координација е трајна и ќе се проширува, да бидеме свесни, и таа ќе има ефекти и понатака. Меѓутоа, топката е во наши раце, Македонија ќе успее и мора да успее, ама да се постигне тоа, не мораме да се соочиме со вистината, да ги енулираме сите овие албанско-грчки, македонско-грчки односи, ги енулираме, да веќе не може да министри од владата одат како во посета на грчки министр за дворешни работи или на бугарски премиер во рамките на некоја партиска делегација, бидејќи тоа е девалвира државата. Тие се или се дел од владата, или ако не се дел од владата. Ако не се дел од владата, може да прави што сакат. Ахмети не е дел од владата, некој дека и сака. Меѓутоа, министри од владата имаат обврска и тие не се приватни лица. Тие се, кај да се појават, тие се министри или потпредседатели на владата на Република Македонија. А како таквите имаат своји одговорности и обврски, кои мора да ги почитуваат. Ако не ги почитуваат, треба да се бара решение. Ако не се бара решение, тие ќе продолжат вака, а тоа ќе биде на штета на сите нас. Значи, топката е во наши раце, ние мораме да бараме некој консензус на на македонски план и да бараме, значи нека биде тој консензус и минимален, да видиме што може да направиме во иднина и да ја преземе топката во наши раце и да ја шутираме во прав правец, за да полека, ама сигурно излеземе од овој крсо како го не доведува, кога сме блокирани, изолирани на некој начин, со единствена цел да врием натре во земјата и затоа ќе ни подметат и прислушување и све, да меѓу себе се изедеме и да меѓу себе де факто се уништиме. Ова што се случува последнава година и пол дена токму тоа, меѓутоа велам да се надеваме дека во периодот кој предстои ќе се опаметиме доволно и ќе ги согледаме вистинските елементи и критериуми и ќе преземе мерки кои ќе не извадат од оваа непристојна позиција во која сме доведени, и ако не го направиме тоа, велам, и ако дозволиме да имаме неуспешни избори во април, дека се одложат тие, ние само повеќе ќе заглавуваме во калта, што нема да биде добро ни за земјата, ни за народот, ни за секој наш граѓанин, ама ниту за регионот. По обичај, да ја потсетам, купувајте македонски производи. Донесувајте, бидете политичари, донесувајте одлуки која сте во било која продавница, иако меѓу производите кои ви се нудат, македонските се по приближен квалитет, купувајте ги нив. Немојте да дозволите парите од надвор од земјата, нека останат тука за добробит и на вас, и на вашите деца, и на сите други ваши комши, роднини, сограѓани. На времето, Француското министерство за надворешни работи на сите своји дипломати и службеници, кога оде на работа во странство, им даваше некакви кредити да купат француски автомобили, им плаќаше транспортни трошкови за тие каде што се појават да бидат со француски одличија. Знаете, на дипломатите кои се така немаат обврска према француските автомобили, може да се купат било кое сакат возило
во земјата кај што службуваат, меѓутоа интерес на француската држава беше тие тоа да бидат француски возила и тоа го стимулираше. Мораме и ние така се однесуваме во секој момент кога одлучуваме што да купиме и да се одлучуваме за македонски производи. Овој пат една мудрост која вели: научи се да го сакаш тоа што го имаш, пред времето ти покаже да го цениш тоа што го имаше. Во конкретниот случај на памет ми паѓа нашето име. Има еден дел од нашата популација, некои се партиски определени, некои се малце пошироки без партиски определби, кои сметаат дека името ајде ќе осмениме, ќе се прекрстиме макар за во странство и ајде да станеме членки на НАТО или на ЕУ. Мислам дека тоа е една погубна политика, една погубно размислување, едно антиисториско размислување кое не води никаде, бидејќи она што е нас не карактеризира како македонци е нашето име. Во моментот кој ќе го нема тоа име, веќе ние сме веќе на аморфна маса, не сме веќе човечки суштества со некакво свое достоинство. Името е она што не одликува и без име нема нација. Без македонското име не може да има македонци. Затоа секој нека биде свесен дека ова што го имаме, што сме македонци, представува наша гордост, представува наша, да речеме, одговорност према нашите предци. Стотици илјади луѓе ги дале животите за оваа држава и за овај народ и ние немаме никакво право тоа да го фрлиме на ѓубришето историјата, туку мораме да се бориме до последен момент да се останеме тоа што сме, македонци. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 21 јануари 2016 година. За дипломатијата со Никовски.